Добре дојдовте во издание на темата на неделата. Може ли со финансиско казнување да се подобри демократијата во некоја земја? Според Европската комисија, може. Критичарите се сомневаат и велат дека на таков начин ќе страдаат само посиромашните. Европската Унија деновиве го започна долгиот политички процес на изготвување на новите долгорочни планови за трошење. Предвидени се повеќе пари за финансирање нови приоритети, например, одбраната и граничната контрола, како и за премостување на јазот по британското заминување од Унијата. Од друга страна, се намалува финансирањето на оние земји кои се оддалечуваат од поимот за демократија според европските стандарди. Европската комисија пред известно време го обелодени 7-годишниот пакет на финансиски трошоци за периодот од 2021 до 2027 година. Буџетските обврски се проценуваат на над 1135 трилиони евра, што е еднакво на околу 1,1% од вкупното производство на 27-те земји членки кои ќе останат по заминувањето на Британија. Трошоците за така наречени големи работи, како например земјоделството и кохезиските фондови, кои помагаат на инфраструктурата на посиромашните членки да биде според европските стандарди, ќе се намалат за околу 15%. Комисијата вели дека овие политики ќе бидат модернизирани за да може да се постигне повеќе со помалку пари. Според предлогот, повеќе пари ќе бидат инјектирани во безбедноста и одбраната, управувањето со границите, истражувањето, иновациите, интернетот и високотехнолошкиот развој. Потек што комисијата верува дека ќе донесе своевидна дивиденда во иднина. Загрижена од потезите на владите во Полска и Унгарија, за кои Европската комисија смета дека ги подкопуваат нивните правосудни системи, комисијата исто така бара овластување за суспендирање или ограничување на финансирањето на земји чии стандарди на владење на правото се под ризик. Полска и Унгарија веќе ја осудија ваквата идеја. Шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто изјави: We don't want to see any blackmailing capacities to be constructed under the framework or within the framework of the talks about the next multi-annual financial framework. So our position is that the cohesion funds and the common agricultural policy should stand. Финансискиот аналитичар Хорхе Нунес Ферер од Центарот за европски политички студии вели дека поврзувањето на финансирањето со владењето на правото не е многу добар предлог. So also you would say, well, it's much easier to penalize Poland than France or penalize a poor country from a rich country. One day maybe it's a very rich country that has to be penalized and gets very little money. What do you close in that case? Ферер вели дека треба да постојат други начини за казнување на земјите кои не ги исполнуваат критериумите на Европската Унија. If you don't fulfill the criteria of what the EU defines as the most basic pillars of democracy and the rule of law, then in fact, I mean honestly, the question would be why are you not thrown out of the EU, to be clear. But there is no, let's say, once a member state is in, there were never mechanisms to take into account the case where a country actually starts violating democratic principles. Според него, единственото нешто што Европската Унија го има во моментот, освен Европскиот суд на правдата, се парите. Проблемот е во тоа што сите земји членки примаат различни количества пари. Различни суми пари од Европската Унија добиваат и земјите кои сакаат да бидат нејзини членки. За Македонија во периодот од 2014 до 2020 година се предвидени над 660 милиони евра, од кои 200 милиони за проекти за јакнење на институциите и за цврстување на демократијата и владењето на правото. Поради малите ефекти од досегашното користење на парите, Унијата реши да ја зацврсти нејзината улога во овој процес. Во Македонија има придвижување во однос на организирањето и начинот на трошењето на парите од европската помош, но остануваат и хроничните проблеми за кои ни се упатуваат забелешки во континуитет со години назад, велат експертите. Најмногу средства се искористени за помош во транзиција и јакнење на институциите, а најмалку за ИПАР, каде искористеноста е само 40%. Александар Колекевски од Центарот за европски стратегии посочува дека показател за тоа колку парите од европските фондови наменети за зацврснување на демократија
демократијата и владењето на правото ги донесува вистинските резултати или тие беа погрешно насочени и потрошени, може да се најде и во последниот ревизорски извештај од пред 2 години, во кој беше констатирано дека особено нема ефекти во делот на владење на правото. Има различни проекти кои што се створија, но како се применуваат тука е прашање. Например, поддршка за академијата, ја имавме преку европски средства. Како функционира академијата за суди и обвинители, тоа е сосема друго прашање во реалност. Поддршка имаше за разни закони, меѓу кои законот за заштитени сведоци. Но што се случуваше натаму, мислам, општо е познато во јавноста. Имајќи ги предвид овие дилеми, тој посочува дека направен е редизајн на целосното функционирање во однос на натамошното искористување на парите од европските фондови и оти концептот на работа е променет. За периодот 2007-2013 година за Македонија имаше предвидено 615 милиони евра, но овие пари според досегашните забелешки не се употребувани како што било планирано. За периодот од 2014-2020 година Брисел за Македонија предвиде 664 милиони евра за повеќе сектори, помеѓу кои се јавната администрација, транспортот, борбата против корупцијата, владење на правото или фундаменталните права. Колекевски вели дека клучни приоритети во наредниот период се демократијата и владење на правото. Во однос на овој сектор демократија и владење, од целата ИПА има значителни средства кои што се програмирани, што значи дека се алоцирани средства во износ од околу 200 милиони евра. Зборуваме на ниво на 7 години на целата финансиска перспектива. Има значително придвижување во однос на позитивно работење во однос на средствата на ИПА. Една работа е што ИПА е ставена повторно како приоритет владин, но тука морам да кажам дека е засилена улогата и на Европската Унија во самиот процес. Помошта која што нашата земја ја добива од Европската Унија од големо значење за спроведување на реформите за приближување на Македонија кон Европската Унија. Главните забелешки кои се упатуваа на Македонија во изминатиот период се однесуваа на немање капацитет на институциите, пробивање на рокови, доснење во спроведувањето на проектите, несоодветен начин на организирање на јавна набавка. Тоа беше се во ово издание на темата на неделата, во кое се осврнавме врз дилемата дали преку финансиски казни е можно подобрување на демократските капацитети на една земја. Вашите коментари можете да ни ги испратите на нашата интернет страница и на нашиот Facebook. До гледање.